Еве во организација на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ организираме пак една убава трибина со една прекрасна тема, со позитивна мисла до подобар живот. Ова трибина е во организација на Унија на жените на ВМРО ДПМНЕ, а предавач ни е професорка по книжевност, професор Совче Давчева. Многу ми е мило што секој пат на нашите трибини имаме такви еминентни личности кои што имаат искуство во својата работа и затоа и посетеноста гледате дека е голема. Темите ни се однесуваат на сите наши граѓани, во нашиот град, се едукативни, поучни, интересни. Стрикно оваа тема мислам дека ќе побуди интерес не само кај жените, туку кај сите млади. Знаеме дека времето кое што го живееме денеска, па и вие млади луѓе со нас, е доста напорно. Не е само во нашата земја, цела Европа и целиот свет. Доста се луѓето притиснати, разочарани, не фатија нови времења. Знаеме дека доста се разединија луѓето меѓу себе, можеби и од една страна по материјалната страна, бидејќи се створија многу олигарси, ги имаме и во нашиот град, и сето тоа го тишти обичниот човек. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, она што го направи владата, да имаме ни едно достапно образование за сите, да младите луѓе се едуцираат, да не бидат на улица, да можат да бидат присутни во студентските клупи, да имаат право секој на свој образование и па во сопствениот град, зборувам за дисперзираните студии. Јас мислам дека дава една позитивна клима, една позитивна мисла, дека влева еден позитивен зрак за понатамошниот живот. Се надевам дека и ние со нашите вакви едукативни предавања ќе придонесеме да го развиеме тоа позитивно чувство кај луѓето, па колку и да се тешки времињата. По посетеноста, дружењето со жените од нашиот град, не зборувам дека само Унија на жени е присутна на ВМРО ДПМНЕ, доста жени од целиот град ни се јавуваат. Посебно беше последната активност што имавме со пораките за родителите да ги заштитиме нашите деца од насилство. Беше една акција што после цел месец имаше позитивна реакција. Ни се јавува многу мајки, баби, родители и деца, и така да сметам дека ваквите трибини ни дава потик да ги одржуваме почесто. Позитивна мисла е да не ти посакувам зло, да не ти завидувам, да те прегрнам и да ти покажам колку те сакам, да ти помогнам во неволја, да се радувам во твоите радости, да тагувам заедно со тебе, за да ти ја намалам болката. Ги отвараме очите и сме благодарни за новиот ден што не очекува. Значи, сме живи и здрави. Нема поубаво нешто од тоа кога гледаш дека децата ти пораснале, ти пркнале од рацете. Нема поубаво нешто кога во твојата улица се сретнеш со комшијата и размениш мисла, или пак во твојот град со секој се познаваш и поздравуваш како пријател. Што значи тоа? Значи постоиш и си важно делче за некого, а и тие тебе ти значат. Која е вистината? Судбината ни е запишана на челото, сами си ја кроиме. Од нас зависи која ќе се каже: ово е добар, чесен човек, ово е лош, злобен човек. Така, што е важно за да можат луѓето да размислуваат позитивно и што е она што вечера ќе им го пренесете на сите тука слушатели од ова ефел? Најважното е дека човекот како најсовршено суштество знае да сака, знае да мрази, знае и да простува. Најважното е човечното што го носиме во себе. Ако си човечен во душата, ќе бидеш човечен и за околината. И треба сите непријатности, нелагодности, злоби, љубомори да престанат, да ги снема. На кој начин ќе ги насочите луѓето позитивно да размислуваат, посебно овде жените? Познавајќи се себе си како мајка на 3 деца, а всушност и бил која мајка, универзалната мајка, треба да биде жена која што само знае да сака, без да одиме во крајности, во негативности. Децата уште од мали ги учиме да се дружат, да се сакат, да не пцујат, да не зборуват глупости. Најосновната клетка е семејството,
кога тропаат лажиците на маса, кога се разговара или се смееме на сите наши глупости, тоа е позитивната мисла, семејството.